Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер. Среда, 12 ноември 2025. Објавен е третиот повик во рамките на Фондот за техничка документација за финансирање техничка документација за инфраструктурни проекти од областа на животната средина. Кавадарци е една од квалификуваните општини на која е доделен грант од $50,000 наменет за изработка на техничка документација за основен и урбанистички проект изградба на велосипедска патека до Тиквешкото езеро. Аплициран овој проект од секторот за локален економски развој при општина Кавадарци. Проектот не е само инфраструктура, тоа е визија за подобар квалитет на живот, развој на рекреацијата и туризмот и поврзување на градот со природата што не обкружува. Целта е да се создаде патека што хармонично ќе се вклопи во околината и ќе стане символ на одржлив развој на нашиот регион, велат од локалната самоуправа Кавадарци. Кавадарци во континуитет работи на подобрување на безбедноста во сообраќајот со уведување на новини. Вчера градоначалникот Митко Јанчев и раководителот на оделението за сообраќај ја посетија раскрсницата на булевар Никола Минчев, каде се имплементира ново решение за побезбеден сообраќај. Булевар Македонија со булевар Минчев пред 4 години 5 беше изградено семафорско решение, како што е по детален план и со основен проект. Меѓутоа, семафорското решение беше во две фази, односно пропуштањето на возилата од булевар Минчев и од булевар Македонија беше двофазно, каде што имаше вкрстување на конфликт во делот на сообраќајот. Сега, заради тоа што се увиди и тука по повеќе годишната анализа, дека имаше потешки сообраќајки и со потешки дела, се направи ново семафорско решение, со тоа што се поставија портали на булевар Минчев со уште по две лантерни за повидно да биде. Исто така се ставија и сообраќајни знаци, што доликува за означувањето на излезот од градот и другите битни места во околината на Кавадарци. Сега семафорското решение е трофазно. Тоа значи дека со трофазното решение вкрстување на сообраќајот нема да имаме и оние сообраќајки кои што се случија во минатово 3-4 заради вкрстување во делот на сообраќајот и непочитување на прединството на минување, нема да имат можност доколку почитуваат семафорското решение и доколку се почитуваат сите правила и нормално ќе биде многу побезбедно во делот на самото поминување на раскрсница, пошто прилично е голема раскрсница. Инвестицијата е целосно на општина Кавадарци, од проектирање па до одобрување, околу $1,000,000 и можам да кажам со задоволство дека веќе општина Кавадарци нема раскрсница која што не е решена. Нема раскрсница која што не доби свој кружен тек, не доби семафорско решение и нема останато улици кои што не е решено зонското паркирање или самата фреквенција на разминување, кај што имаше проблеми, се направија во изминатиот период повеќе од 3 решенија за едносмерно движење. Со тоа се и протокот на сообраќајот овозможува да биде побрз, меѓутоа и можноста за паркирање е ослободена и да не доаѓа до конфликтни интереси во делот на сообраќајот и застој на самиот сообраќај. Како што и сами гледате, значи општина Кавадарци е доста развиена општина и поготово во сите раскрсници имаме големо движење на возила, на пешаци и со тоа ние овозможуваме да прекршоците и не да може сообраќајните незгоди заедно со полициска станица, со властените лица дојдат на едно минимално ниво, малте не и да ги немаме. Во идна фаза заедно со Рамов како одговорен во делот на инспекторатот и во делот на сообраќајот, ќе работиме на сите пешачки зони кај што имаме премин на пешачи, кај што имаме побрзо движење на возила, да може да го успориме сообраќајот и пешачките зони да бидат што повидни, поготово највечер или при дожд или при магла, за да и пешаците да бидат најмногу заштитени и безбедни. Така да можам да кажам дека како општина ниту еден сегмент не е запоставен. Општина Кавадарци одговорно и секојдневно заедно со секторите, со полициска станица, со сите надлежни институции работи на подобрување на безбедност со сообраќајот, подобрување на протокот и ни останува клучната раскрсница на крајот од булевар Минчев и со западен булевар кај Мак Петро
изградба уште на 2 кружни текови, каде што мислам дека веќе безбедност ќе одиме на највисоко ниво, а поготово со изработката и на заобиколницата која што треба да почне наредната година и со тргањето на тешкиот товарен сообраќај од самата градска средина, мислам дека ќе добиеме еден најбезбеден град во делот на сообраќајот и сообраќајните решенија. Во изминатиот период во општина Кавадарци сите изготвени сообраќајни проекти се реализирани и тоа изготвени сообраќајни проекти во делот на еднонасочни улици и тоа улицата Ристо Миов, улицата Брајче Миладинова и сега во тека изработка на проектот на уличната мрежа тука околу новата автобуска станица, каде што таму ќе се изврши измена режим на сообраќај и измена на режимот на улицата Охридска. Исто така во делот на изготвени сообраќајни проекти на сите локални патишта кои водат до нашите села и тоа вкупно на број 15. Половина од тие веќе се поставени со сообраќајни знаци и на дел од нив се е поставени заштита и лачна ограда се со цел да зголемување на безбедноста на сообраќајот. Исто така во самиот град на поголем број скрци се докомплетираат со нови сообраќајни знаци, така да може слободно да се каже дека нема останато сообраќајна раскрци во град кој што нема поставени сообраќајни знаци за регулирање на сообраќајот. Денеска во Кавадарци се одржа превентивна здравствена акција по повод Светскиот ден на дијабетесот. Со здружени сили, фармацевтите, докторите и Здруженијето на дијабетичари од Кавадарци им укажуваа на граѓаните дека здравието е најголем капитал, а превенцијата е првиот чекор. Аптеки Бела Фарм веќе повеќе години не само што ја извршуваат нашиот фармацевски тим, не само што ја извршува основната дејност на издавање лекови и делење на совети на пациентите, ние активно учествуваме во многу здравствени акции и ја подигнуваме здравствената грижа и помагаме на унапредување на здравието во заедницата. Затоа и овој пат со повод Светскиот ден на дијабетот 14.11 организираме ваков настан со бесплатно мерење на крвен притисок и шеќер, а нашите фармацевти даваат индивидуални совети за превенција и третман на шеќерот. Овде многу здравствени работници, лекари се придружија кон оваа акција, што покажува дека нашиот град е многу хуман град и упатувам на тоа сите да се приклучуваат кон вакви превентивни акции, бидејќи заедно можеме многу повеќе за поздрав град и поздраво општество. Зошто се концентрираме баш кон крвниот притисок и кон шеќерот? Се концентрираме зашто тие се две работи кои што можат да останат неприметени долго време, но може да направат големи здравствени проблеми кај луѓето. И затоа ние еве сега и како секоја година поред мериме шеќер, мериме крвен притисок, даваме практични совети на луѓето, но многу случаи се дешава, еве од сабајлето имаше некои случаи каде што има покачен притисок, се дадоа совети за премање, значи треба да се прима редовно терапијата на време, да не се пропушта, исто така и за шеќерот може да биде скриен, значи луѓето долго време да го да имаат покачен шеќер, но да немаат никакви симптоми. И затоа важно е многу да се прават вакви акции се почесто и ние ги правиме, за да можеме да ги едуцираме луѓето, да откриеме нешто, ако можеме да откриеме тука. Се приклучив на оваа акција затоа што дијабетот зазема се поголем замав и треба ова се прави за превенција, не за дијагностика, сам повеќе за превенција и затоа сакаме повеќе пациенти да бидат превенирани во таа насока. Истото и ова учество го имавме и лани, затоа видовме колку е масовно и колку има потреба од вакви акции и затоа оваа година сакав да се повтори истото. Во иднина се надевам дека ќе имаме повеќе пациенти кои се добро контролирани, кои ќе редовно ќе ја земат својата терапија и ќе се придружуваат кон мерките кои ние кои советите кои ние им ги даваме. Овој ден го промовираме Светскиот ден на дијабетот, се со цел да допре до сите граѓани за да може да се едуцираат. Дијабетот не бира ниту возраст, ниту пол, ниту начин на живот, меѓутоа доколку се менаџира добро со исхраната и со физичката активност, значи можеме да ја спречиме појавата на ова хронично заболување, кое што во светот зазима се поголем замав кај современиот човек.
Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. МЕПСО побара минимално зголемување на цената на струјата, информираше денеска председателот на регулаторна комисија Марко Бислимовски. МЕПСО побара некое минимално зголемување од 0,67% за пренос на електрична енергија. Операторот на пазарот не ни побара зголемување, а електродистрибуција нема наведено во своето барање, имајќи во предвид дека во текот на овој месец ќе има тендер за набавка на загубите на електрична енергија, кои што имаат исклучително големо влијание на цената на електрична енергија. Така да кон крајот на овој месец, почетокот на следниот, ќе ги знаеме цените за кои што ги определува регулаторната комисија за енергетика, тоа е за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, и тука не верувам дека ќе има било какви поместувања, а понатака по завршувањето на тендерот за универзалниот снабдувач, согласно новиот закон за енергетика, Евана Хоум ќе соопшти новата цена за домаќинствата и за малите потрошувачи. Над 130 милиони евра во мирување по скандалот со ИПАРТ. СДСМ со конкретен план како до решение, рече на денешната пресконференција поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски. Суспензијата на исплатите на средствата од ИПАРТ-3 програмата поради коруптивниот скандал во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството предизвика шок, недоверба и огромна неизвестност кај илјадници македонски земјоделци и компании кориснички на овие програми. Бидејќи владата и министерството молчат и денеска, ќе објавиме колкав е импактот и колку проекти се засегнати, колкава е вредноста на инвестициите кои што се стопирани. Бројките огромни и поразителни. Со суспендирањето на ИПАРТ-3 блокиран е првин целиот буџет од 128 милиони евра неповратни средства. Но бидејќи досега на располагање на земјоделците во 5 повици кои што се почнати и завршени, се ставени 65 милиони евра на располагање, а заедно со кофинансирањето, кое што го обезбедуваат самите апликанти од 50%, тоа е износ од над 130 милиони евра кои сега де факто се ставени во мирување. Досега се склучени 453 договори во вредност од 35 милиони евра, а од кои што исплатени се само 10 милиони евра. Во моментот над 180 инвестиции и проекти кои што вредат над 26 милиони евра се директно погодени, а проекти за уште 30 милиони евра веќе се во постапка на склучување на договори во агенцијата и истите се стопирани. Тоа е вкупниот буџет од 65 милиони евра кои што се ставени на располагање. Ако на тие ги додадеме и кофинансирањето од апликантите, тоа се 130 милиони евра за модернизација на земјоделството, проекти на секаде кои што сега се ставени во мирување. Овие бројки, впрочем, ги потврди со вчерашното соопштение Министерството за финансии. И тие се поклопуваат. Зад сите овие бројки стојат луѓе, земјоделци, фирми, семејства кои вложиле се со надеж дека државата и Европа стојат позади нив. Денес тие се оставени без одговор дали и кога ќе им бидат исплатени средствата, дали и кога ќе бидат склучени договорите, дали воопшто ќе можат да продолжат со инвестиции или не. Исто така, стотици нови апликанти кои што во овој период се подготвуваат за веќе најавените повици кои што требаше да следат до крајот на 2025 година, сега се во ќорсокат. Ова е силен удар на македонското земјоделство и истото е пред ризик од економски колапс. Програмата која што беше символ за успех, за развој и за модернизација, денес е на колена. Почитувани, потребни се решенија, потребна е итна и координирана акција. Затоа упатувам јасен повик до владата, до Министерството за земјоделство, Министерството за финансии и платежната ИПАРТ агенција, да го прифатат овој план за деблокада на ИПАРТ програмата во неколку чекори. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Како председател на Комисијата за земјоделство во Собранието, веќе побарав писмено детални информации за причините и обемот на оваа суспензија.
Целта е јасна, да се утврди вистината, фактите и да се откријат институционалните слабости. Второ, врз база на овие наоди и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. Со ваков еден план, државата ќе се обврзе да преземе и да воспостави засилени механизми на контрола, ефективни антикорупцијски мерки кои што впрочем за прв пат се бараат во извештајот на Европската комисија во делот на поглавието 11 и конкретно во делот на ИПАРТ и поголема транспарентност во спроведувањето на европските програми. Нашата порака до партнерите од Брисел мора да биде јасна и недвосмислена. Ова е изолиран случај, надлежните мора да постапат, секој кој што е инволвиран треба да биде санкциониран и да одговара. Време е да покажеме одговорност и решителност, бидејќи ова не е само прашање на европски фондови, ова е прашање на доверба во институциите, во системот, прашање за европската иднина. Нека овој момент биде пресвртна точка да изградиме систем кој нема да зависи од поединци, туку од јасни правила, интегритет и отчетност. Само така ќе можеме да гарантираме дека европските средства ќе продолжат да се користат таму каде што им е местото за поддршка на македонските фармери и за развој на руралните средини. Дали познат доктор и поранешен градоначалник одбил функција во раководството на СДС затоа што не го смета Филипче за релевантен, прашање на денешната пресконференција поставено од ВМРО ДПМН. Јадрото во СДС продолжува да се распаѓа по катастрофалниот резултат на локалните избори, на кои освоија само 120.000 гласови и само 6 општини. СДС е во тежок политички нокдаун, а процесот на консолидација никако да му појде од рака на Филипче. Информации кои од Бихачка стигнаа до нас велат дека познат доктор и поранешен градоначалник одбил функција во раководството на СДС само затоа што не го смета Филипче за релевантен политичар. Дека Венко Филипче има проблеми со консолидацијата и зачувување на онака малото членство, говори и фактот што поранешни активисти, но и функционери и поддржувачи на СДС јавно не се поистоветуваат и со Филипче и со СДС. Или пак не даваат поддршка на политиките и бараат одговорност во нивната партија. Почитувани, од сите страни се бараат реформи во СДС, но и оставка и одговорност од првиот човек на Бихачка, а само нему таа реалност не му одговара. Венко Филипче после изгледа е задоволен од целата ситуација и сака да го донесе СДС до ниво на статистичка грешка. Им порачуваме на СДС да си преземат иницијатива за итни реформи. На Македонија е потребна силна опозиција. Владата тоне во скандали заради корупција со стотици милиони евра од Европската Унија, затоа ДПМН измислува приказни и секојдневно штанца приказни за СДСМ, реагираа на денешната пресконференција што ја одржа ВМРО ДПМН. Кога во една влада царува корупција и неспособност, очигледно им останува само да зборуваат за Венко Филипче и за СДСМ, кои единствени ги разобличуваат криминалите на власта. СДСМ нема да трча по лагите кои секојдневно ги пласира ДПМН. Ова се очајнички обиди на ДПМН да се сокрие фактот дека за една година власт не реализираа ништо од ветеното пред граѓаните и зашто загубија 140.000 гласа. Понатаму во реакцијата од опозиционата СДСМ стои: тоа е рецептот на оваа неспособна власт која не испорача ништо. Земјоделците и граѓаните ги остави без пари и секогаш бега од одговорност. Спинови во паника се најдобар доказ дека не им оди работата. Државата пука по сите шавови. Инфлацијата расте, економијата тоне, инвеститорите си заминуваат, а корупцијата е секојдневие, додаваат во соопштението од СДСМ. Продолжуваме со спортот. Што се случува со кавадаречката ракометна иднина? Младинците во моментов се 8 од 10 екипи, а пионерите се 5 од 9 екипи. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш
по првиот круг од 11 кола во машката ракометна Суперлига се држат солидно, веднаш зад фаворизираните екипи на Вардар, Еврофарм, Пелистер, Алкалоид и Охрид. Кавадарчани засега се на 5-то место, но да бидеме искрени, загрижува иднината на овој спорт во кавадаречки рамки. Имено, во првиот тим, освен голманите Маријан Велков и Благој Панов, повремено шанса добиваат младите Мики Лазов и Матеј Петровски и толку. Во младинската лига, тикваш има една надежна и талентирана генерација, но според досегашните резултати остануваат само на тоа надежни и талентирани. И толку. Оваа генерација е предводена токму од Лазов и Петревски, а тука се уште и Бакев, Тодоровски, Ангелов и Наумов, кои се вклучени во работата со првиот тим, но по 7 одиграни кола резултатите се под сите очекувања. Младите кавадаречки ракометари имаат скор од само 2 победи и дури 5 порази. Кавадарчани славеа нагости кај Вардар Неготино со 27-41 и дома со Еврофарм Пелистер со 43-38, а претрпеа порази на гостувањата кај Бутел, Алкалоид и Пролет и дома од Еврофарм Пелистер 2 и Мултиесенс. Во оваа конкуренција на табелата водат Еврофарм Пелистер 2 и Мултиесенс со максимални 7 победи и 14 бода. Следуваат Алкалоид со 10, Бутел со 8 и Пролет Куманово и Еврофарм Пелистер со 6. Тиквеш во моментов е 8 со 4 бода, а зад кавадаречките младинци се само екипите на Вардар, од Скопје и од Неготино. Кај пионерите во групата Б, каде настапуваат најмладите кавадаречки ракометари, состојбата е малку порозова, но само малку. По 8 одиграни кола, кавадаречките пионери имаат скоро 4 победи и 3 порази и во моментов се наоѓаат на 5-та позиција. Забележани се победи и нагости кај Радовиш, Младост и Гемиджи, а дома славевме против Шампион. Поразите дојдоа дома од Еврофарм Пелистер 2 и нагости од Алкалоид и Куманово. Во оваа конкуренција води Еврофарм Пелистер 2 со максимални 8 победи и 16 бода, пред Алкалоид кој собра 12, Куманово со 9, а Македонија, Ѓорче Петров и Тиквеш имаат по 8. Зад кавадаречките пионери се екипите на Младост, Гемиджи, Радовиш и Шампион. Во оваа лига има 9 екипи, што значи дека во секој коло една е слободна. Заклучокот за крај вели дека таленти и спортски потенцијали имаме во изобилие, но време е да се помине на следното скалило. Потребно е да се работи многу повеќе отколку досега, но тоа е двострано. Тренерите е потребно да работат со играчите на многу повисоко ниво, а играчите мораат да дадат многу повеќе отколку што даваат до сега. Ако не го потикнеме квалитетот, не треба да не чуди ако наскоро почнат да кажуваат Господ нека му е напомош на кавадаречкиот ракомет, бидејќи само ќе ангажираме ракометари од други градови и од странство, а нашите кавадаречки деца ќе останат тоа што се и сега. Еден обичен просек. Следува и временската прогноза. Утре наутро ќе биде ведро и студено, а во текот на денот сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер од северозападен правец, температурата во интервал од 2 до 17 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.